Граѓанската организација Банка за храна Македонија веќе 10 години се обидува да направи конекција меѓу храната што се фрла и гладните луѓе кои што не можат да си дозволат оброк. За активностите на Банка за храна Македонија, ова утро во студиото на Македонија наутро разговараме со Душко Христов, председател на Банка за храна Македонија. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Постојано сте активни на терен, навистина многу работите и некако со најголема активност ја заокружите ова 2021 година. Но на самиот почеток би сакала да ве прашам која е разликата во работата на Банката за храна од последниот пат кога се видовме во студиото на Македонија наутро, чинам некаде беше јули 2021 ова година. Изгледа така се погаѓа терминот да ви дојдам на гости, па и ви да ме поканите кога имаме некои битни моменти. Ние тогаш крајот на мај, почетокот на јуни веќе завршиме една најголемите акции тогаш во Македонија, каде што споделивме 1620 пакети во 20 општини, над 35 тони храна поделивме со наши партнери, нормално тоа ние не можеме да го направиме. Сега сме фактички на прагот, веќе почнавме да делиме над 15 на тони во 7 општини. Тоа е подршка од владата на Република Северна Македонија во подршката за граѓански организации за справување со ковид од оваа година проект и CBF Македонија, бидејќи малку беше скромна подршката во делот на храна, па надополнивме со нашите пријатели кои што веќе 8-9 години ревносно не поддржуваат. Во меѓувреме имаме една наша иницијатива која што негде во јули месец, затоа реков во јули беше последниот пат, каде што иницииравме, веќе сме во преговори да направиме една заедничка, да речеме, платформа, документ кој што ќе не обедини сите балкански банки за храна. Ќе почнеме прво со 3 земји, Србија, Косово и Македонија. Потоа треба да ги поканиме Албанија, Босна и Црна Гора, каде што на една платформа заедничка, бидејќи гладот и сиромаштијата, односно вишоците и отпадот од храна, секај нив присутни и како општество сме малце, ајде да речеме, на босански бахати во размислувањето и постапките кога се однесува за условно речено тие вишоци храна. Сега покрај кризата предизвикана од пандемијата со COVID-19, последниот период се соочуваме и со покачување на цените на храната. Како повисоките цени влијаат врз ранливите категории граѓани и секако како успева Банката за храна да придонесе преку своите активности кај најранливите категории на граѓани да им помогне да го надминат ова кризно време? Ако пандемијата, бидејќи банките за храна да работат нонстоп во пандемија, ние сме во пандемија од сиромаштија, нели, и глад, и тоа е од веки векова што викаме. Но сега за нас тоа не е некој изненадување да работиме во пандемиски услови. Но нашата работа е таа, но обемот на побарување, односно потребна помош до самите граѓани кои што па и минатата година, а поготово сега од пред некој месец е зголеме бројот. Тоа е разликата во она што ние не можеме со оние капацитети сега што ги имаме да одговориме на се поголемиот број. Ако минатата година имавме пред пандемијата 7 до 10 јавувања побарувања во текот на недела за помош во храна, тогаш имаше моменти каде што во месеците април, мај, јуни таму што појава и на 300 побарувања. Сега голем број на граѓани кои што ги изгубиле свој ред работни места се поактуелни, но не и оние граѓани и фамилии кои што можеби двајцата родители работат или се едно родителски семејства, каде што навистина цените се го прават своето. Ако беше минатата година или во мај месец веќе 57-8, не знам колку беше зејтинот, денеска е 100 денара. Или брашното ако било 18-19, сега е веќе 30-31 денар. Значи, цените, сакали не да признаеме, се зголемени. Не само оние засегнатите категории на граѓани кои што навистина се дури на оние списоци за центрите за социјална заштита присутни на тие списоци, но и граѓани, односно луѓе, фамилии, поединци кои што се во работен однос, меѓутоа онаа плата што ја земаат, навистина не може да им стигне да си дозволат, да речеме, достојни оброци секој ден во текот на месецот. За жал, при секое ваше ново гостување во Македонија наутро потврдувате дека бројките на луѓе на кои што им е потребна помош за храна растат и
навистина е жално тоа што е така и постојано потенцирате дека многу луѓе кои што можеби претходно биле тие кои што донираат храна за гладните, сега тие дошле во ситуација да им е потребна помош и токму затоа и сакав да ве прашам кај оние граѓани кои што можеби досега не ве контактирале, каде може да ви се обратат и треба ли да исполнуваат одредени услови за да добијат помош? Малце невкусно да речеме, убаво прашање, меѓутоа невкусен одговор ќе можеби ќе дадам. Нели малце е илузорно да секој кој ќе се јави на телефон или на преку одреден социјален медиум да се обрати за помош. Јас знам дека тој или таа навистина има потреба од помош, но низ годините наназад докажавме дека барем 50%, него ќе се насмее, меѓутоа навистина така, барем 50%, условно речено во наводници има луѓе кои што чисто да се јави дека има потреба од храна, не дека навистина му треба да толку. Ние затоа во рамки на нашата организација со нашите партнер организации, бидејќи јас не знам состојбата каква е во Кавадарци, во Гостивар, во Делчево. На тој начин сакаме веќе почнуваме, имаме еден внатрешен систем во кој што ги бараме да тие партнер организации ја испитаат состојбата на тие семејства, да видиме навистина дали имаат потреба од тоа што се декларираат и тек тогаш, доколку имаме нормално, не можеме на илјадници семејства да помогнеме. Нашите капацитети кажуваат, после можеби ќе го спомнеме тој податок, дека сме скромни во капацитетите на одредени групи и можеме да помогнеме. Да, има броеви, има Facebook страна, има веб страна, каде што одредени граѓани може да се пријават, односно да се јават и доколку имаме во тој момент храна, можеме да помогнеме, но избегнуваме да помагаме на поедини случаи, бидејќи што би било ако некој се јави од Тетово или од Свети Николе, ние не можеме од тука до Свети Николе или до Охрид или било каде да вршиме дистрибуција на храна. Некој ќе рече па по тие, не знам, пошти, не знам, логистички системи, но и веќе они тамо, јас знам дека тие брзи пошти, како ги викаат, тие веќе не примаат храна, односно пакети во храна, бидејќи неќе да ризикуваат за состојбата на производите кои што ние би ја пратиле. Во секој случај имате одредени процедури преку кои што функционирате и мора да се исклучитуваат. И кога сме кај бројките, можете ли да ми кажете колку луѓе месечно добиваат помош од банката за храна? Кај нас обично имаме 3 категории на приматели. Имаме дневни, тоа е благодарејќи на компании кои што од 2013 година во сите, да ги речеме, Тинекс маркети, на дневна основа се изземаат леби и лиснати производи од вчера и се делат обично, таа бројка негде околу 300 луѓе, ќе повторувам, бидејќи е навистина така, нема толку и капацитетот на тие производи кои што ги делиме на дневна основа. Имаме адхок, оно што го спомнав, кога некој ќе побара храна или било каква помош од оно што го имаме ние, да можеме да одговориме. Тоа се помали групи, помали, да ги речеме, помала помош која што делиме низ текот на месецот. Најголемата помош е во делот на Банка за храна во Скопје, во општина Центар, каде што од претходно се надам дека и со новиот градоначелник имаме тако разбирање и соработка, веќе ја најави таа истата, каде што можеме да имаме склучено договор да на месечна основа обезбедиме 153 пакети прехрамени за 153 семејства и плюс негде над 200 ние ги викаме пакети за внимание за стари земоштени лица и имаме 4 згрижувачки семејства во општината. Негде околу 100 до 110 фамилии се речено на грбот на нашата банка за храна во Кавадарци, каде што имаме прекрасни волонтери, разбирање од самата општина и од самиот градоначелник и нормално бизнис компаниите кои што катодневно, односно ревносно секој месец ја помагаат таа единица, да речеме тамо. И на тој начин мислам во текот на месецот доаѓаме до бројка од 800-900, па некој пат и 1000 фамилии, просечно по 3 члена, негде околу 2,5 до 3000 луѓе, можеме да обезбедиме да помогнеме во текот на месец. Што, тоа е нашата мала, да речеме, слика за оно што можеме во текот. Бидејќи така ги бараме и донациите, кои што мора да се планираат, бидејќи нашето мото е храната не треба да остане во складишто, него нормално треба да се сподели со
оне кој што им треба. Во текот на годините растевте, се развивавте, ја ширевте мрежата од главниот град низ сите други градови во земјава, се со цел да бидете подобро информирани и да ја знаете реалната состојба на терен. Дали постојат дигитални решенија и платформи кои може да понудат повеќе централизирани информации за начинот на донирање и депонирање на вишок од храна? Какви се вашите искуства од терен и колку тие може да помогнат во целиот процес? Сигурно дека може. Да, во моментот сме партнери на една платформа Plutos, која што веќе во изминатиот период се покажа ефикасна, каде што поединци од земјоделска задруга од Рестен пријавија вишок јаболка. Мора да кажем и тоа, компанијата Виталија преку таа платформа најави 1, нешто тон нивни производи. Гледам дека функционира на се уште не е тоа крајно решение, меѓутоа е добро да се почне од некаде. Ние сме заложници, односно иницијатори веќе наназад години да се етаблира дури можеби законско решение кое што во себе ќе се одржи една таква платформа каде што самите компании, бидејќи вишкот храна како зборче или како терминологија во нашето општество до 2019 година не беше споменато, но тогаш мислам дека ќе биде следно прашање од прилика дека законот што тогаш како работна група го бевме дел од таа работна група се драфтира, односно се донесе, остана негде во владини фиоки, наместо да го тестираме во периодов кој што во себе содржеше ова одредба што прашувате од аспект на дигитализација на целиот тој процес донирање, прифаќено, односно регистрирање на вишокот храна и исподелување на истиот до крајните корисници. За крај и секако ќе го споменеме и законот. Всушност законот за донирање на храна веќе 2 години е заглавен. Што се случи со ова иницијатива и на кој начин ќе биде регулиран бизнис секторот и дали ќе има и казни за неспроведување за отпадот од храна? Во работната група се споделена информација во тој период да прво да го тестираме законот на година дена. Мене ми е жал што мора да кажам, жално и несоодветно е за една држава да имате предолг закон да стои во фиока, сигурно му требате одредени измени, меѓутоа да не најдете за сходно барем 2 години да го поттикнете тоа, иако знаејќи дека е ковид криза и дека политиките, не знам, надворешната или било кој се проблем, меѓутоа проблем и ова. Да се најде, да се седне, да се изнајде решение, да се унапреди тој закон. Иако ние како членка на Европската федерација на банки за храна и нашето учество во работата на тој закон дадовме своји забелешки и предлози како треба нешто да изгледа, но од тогаш штама. Ние се договоривме мислам дека стои во законот, дека тој закон ќе се тестира година дена, тоа значи во таа година дена самите бизнис субјекти или операторите со храна кои што би биле од една страна и друга страна примателите на таа, односно операторите со донирана вишок храна, тоа се претежно граѓански организации кои што ќе треба да вршат јавен сервис, значи услуга. Ќе треба да го тестираме тој закон во рамки од една година. Така да во тој период мислам дека во таа година ќе се постигне еден добар консензус или добра разбирање помеѓу сите субјекти и чинители кои што ќе го работат, односно ќе пробаме да го имплементираме тој закон. Јас ви благодарам многу за гостувањето, ја следиме вашата работа и со нови активности повторно ќе ве поканиме во Македонија на Да, благодарејќи на Сивика Мобилите си владава сега што не подржа свој проект, мислам дека ќе имаме што да кажеме и периодот кој што следи. Секако, благодарам уште еднаш.